што највеќе тема на оваа топ тема е работата на обвинителството и на судовите. Повод е извештајот на State Department и ќе прочитам дел од неговите оценки. Обвинителите често ги пробиваат законските рокови за комплетирање на истрагите, а затоа не сносат никакви последици. Според законот, истрагите треба да завршат за 6 месеци, а роковите може да се продолжат до 12 и 18. За покомплексните случаи на организиран криминал со дозвола на предпоставениот. Но во пракса, вели извештајот, обвинителите често ги пробиваат роковите. Ова е дел од извештајот кој се осврнува и на судството, велејќи дека тоа е под прекумерен притисок врз судиите, одложена правда, несоодветно финансирање и слично што ја попречува работата и на судовите и на обвинителите. Вечерва мои гости во студиото се професорот Гордан Каледжиев, благодарам, адвокатката Сузана Јошевска. Добро вечер. А со нас на Скајп е адвокатката Натали Петровска, која е председателка на Коалицијата за правично судење. Ја се надам дека ќе немаме проблеми во комуникацијата. Добро вечер и за Натали. Добро вечер. Прашање за сите тројца, веќе почнам од професорот, дали очекувавте ваков извештај на State Department, бидејќи оваа влада и кога дојде во првиот мандат и кога дојде во вториот мандат најавуваше промени во судството, чистка во судството и подобрување на работата на обвинителството. Па искрено да ви кажам, не сум нешто многу одушевен од извештајот, тој не праќа многу јасни пораки. Главно пренесува констатации на други институции и органи, домашни и странски. Например, за тортурата се повикува на извештаите на Народниот правобранител и Комитетот против тортура. Дава една блага оценка со оглед на тоа што Македонија многу брзо ќе биде предмет на една декларација со која што практично ќе се осуди за нехуман третман во затворите, особено Идризово, и за полициска бруталност, но за тоа во некоја друга прилика. Овој дел за обвинителите малку изненади. Прв пат се во фокус може би тие извадени, од секојаш биле во нашите расправи за судството или правосудството, биле некако во втор план, па дури во реформите одеа како колатерала. Минатата година со закон за обвинителство од некои конкретни поведено од некои конкретни цели прв пат некако дојдоа во фокус на внимание и во суштина не добија соодветен третман. Мислам дека допрва треба да се отвори дебата за тоа како ќе се движи нашето јавно обвинителство во таа една светска, да речам, дебата, дали да биде на некој начин се уште представник на извршната власт или да оди кон независна правосудна власт. Јошевска, со оглед на тоа што сте адвокати од другата страна на обвинителството или обвинителите и се соочувате секојдневно со нивната работа, па точно знаете некогаш и колку се роковите и слично. Каков е вашиот коментар на овие оценки за обвинителите? Најверојатно обвинителите сега се под поголема лупа заради и законот кој што беше неодамна донесен, па таму беа воспоставени некои нови критериуми за оценка кои што сега се разработени во новиот правилник. Тука најмногу загрижува зборот често во извештајот од State Department, бидејќи се нотира дека често се пробиваат роковите, а роковите, како што знаеме, не се преклузивни, што би значило дека доколку истечат се губат или некои права или се трпат некакви последици, него тие се инструктивни, заради тоа обвинителите многу често се лагодни или не се грижат дека тие мора да ги почитуваат до ден за да натаму тераат постапките, но како што претпоставувам во текот на емисијата ќе зборуваме, постојат и објективни причини поради пробивањето на роковите со кои што обвинителите се соочуваат секој ден, а за кои може би директно е одговорна и владата и оние кои што треба да ги обезбедат тие минимални услови и финансирање, бидејќи во извештајот на State Department е нотирано дека и судовите и обвинителите се малку финансирани или подфинансирани од она што е потребно и дека се уште се соочуваат со проблеми од кадар, стручен кадар и пополнетост. Ќе разговараме и за состојбата со издржителите и пополнување на обвинителствата. Петровска, со оглед на тоа што вие сте представник и на владена организација, можеби дел од вашите забелешки се дел од овој извештај, доколку е така, еве можете да објасните во однос на оценката и факт е, како што рече Каледжиев, дека изненадува дека State Department има сега посебен осврт и на обвинителите, затоа што досега секогаш речиси се наоѓа судиите на тапет, би можела да кажам.
Да, всушност ќе се согласам, ова се и дел од нашите забелешки кои што ги имаме во поглед на работењето на обвинителствата, посебно во делот на долготраење на истрагите. Многу често, како што е констатирано во самиот извештај, истрагите знаат и подолго од законски предвидените рокови. Особено оние кои што се водени од овие критични одделението за организиран криминал и корупција, а претходно и специјалното јавно обвинителство. Чисто за илустрација, пред отприлика година и пол се веќе превземени предметите од поранешното специјално јавно обвинителство во рамки на одделението за организиран криминал и корупција. Меѓутоа, до денес, од вкупно 19 превземени предмети, само 3 завршија со обвинителни акти. Значи, останатите 16 се уште во фаза на истрага, односно имаат статус како што има и кога беа превземени од ова одделение. За да видиме како всушност сето ова влие на самите обвинители, денеска разговарав со обвинителот Ацо Колевски, кој што е претседател на Советот на обвинители. За него прашањата беа не само во однос на забелешките на Стејт департментот, туку таму имаше забелешки за неговата нетранспарентност на Советот, неизборот на обвинители. Па еве во следните 10 минути да го чуеме ова интервју што го правев попладнето. Обвинителя Колевски, во последниот извештај на Стејт департментот имаше критики на работата на обвинителството во делот на задоцнетите истраги и роковите. И за тоа дека никој за такво нешто досега не превземал одговорност. Дали вие како совет на обвинители имате ингеренции да предупредите на вакво нешто и да превземете некакви мерки? Ние како совет на јавни обвинители сме должни да ја следиме работата на јавните обвинителства, меѓутоа конкретни правни инструменти да интервенираме во работата на обвинителствата немаме. Мислам, ја следиме работата преку доставување од страна на јавните обвинителства на годишни извештаи, на полугодишни извештаи, на месечни извештаи или извештаи од извршени контроли. Секако при разгледување на овие извештаи ние согледавме намалување на ефикасноста на работењето на јавното обвинителство во целина. Пред се како главен проблем во случај во целата јавна обвинителска организација е постапувањето на основното јавно обвинителство Скопје и на основното јавно обвинителство Гостивар. Меѓутоа, овој проблем настана многу поодамна. Уште во 2012 година, мислам, кога беше донесен Законот за кривична постапка. Со новиот Закон за кривична постапка се зголемија надлежностите на јавните обвинители, како во предкривичната постапка, така и во истрагата, така и имаат и поголема одговорност при самите судења, односно имаат поактивна улога отколку што беше порано. Сепак обвинителе, оценките кај обвинителите некако ми одат од не независно тело или од вашето тело, туку и за нивната работа се оценуваат еден со друг. Колку тоа е реално, со оглед на тоа што ни во најновиот закон тоа не се смени? Да, правилникот за оценување го донесува јавниот обвинител на Република Северна Македонија и оценувањето го вршат повисоките јавни обвинителства, односно конкретно висшите јавни обвинителства врз работењето на пониските јавни обвинителства. Повисоките јавни обвинителства се должни да го вршат надзорот над работењето на јавните обвинителства. Колку во бројки имате до сега постапено? Во однос... И зависно од одговорот што ќе го добиеме, ние можеме да му укажеме на јавниот обвинител за определено постапување на конкретен јавен обвинител по конкретен предмет, односно кое што не е навремено или пак не била донесена правилна одлука. Меѓутоа и тука се завршува се. Веќе ингеренциите се во надлежност на јавниот обвинител, кој што е овластен предлагач за поведување на дисциплинска постапка, како и на висшите јавни обвинители.
Огласот за обвинители во организиран криминал е пред повеќе од 6 месеци, меѓутоа се уште нема седница за нивни избор. Кога ќе ја закажете и кои се тие усогласувања и консултации што треба да ги направите, зошто тоа не е се уште завршено? Па ние точно е дека минатата година објавивме огласи за пополнување на Висшето јавно обвинителство Скопје и на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со уште 5 јавни обвинители. Во текот на минатата година чекавме да се изврши оценување на јавните обвинители. Самото оценување, како што претходно истакнав, го спроведуваат повисоките јавни обвинителства. Оценките беа доставени до Советот во почетокот на оваа година. Во меѓувреме имаше поднесено и приговор против дадената оценка и Советот донесе одлука во тој правец. Фактички, обврската за закажување на седница кај Советот е околу месец и пол до 2. За ова време секако беше потребно и членовите на Советот да извршат меѓусебни консултации за да не испадне од оние кандидати кои што конкурираат да не се избере ниту еден или пак многу мал број на обвинители. Мојата интенција беше, ако е можно да се изберат сите јавни обвинители или во што е можно поголем број да избереме од кандидатите што аплицирале на огласот. Кога ќе закажете седница со оглед на тоа? Беше задоснувањето, меѓутоа тоа е еден проблем. Друг проблем е ова транспарентноста и потребата од присуство на јавноста на седниците на Советот. Да, меѓутоа, господине, за тоа има забелешки и новинарите и самата амбасадорска Брнс, која укажа на тоа дека не пуштивте телевизиска екипа. Да, секако го знаеме проблемот и јас дадов изјави во врска со тоа. Просторните услови во кои што работи Советот сепак не овозможуваат поголемо присуство на јавноста, а исто така и снабденоста со информатичка технологија и самата инфраструктура исто така не дозволува, односно се појавуваат пречки при одржувањето на онлайн седниците. Ние како Совет се обидовме 2 пати да одржиме онлайн седници, меѓутоа најдовме на големи проблеми. Во меѓувреме, како што знаете, се заустри состојбата со ковид епидемијата и ќе биде забрането одржување на седници, односно на работилници, како што е најавено, па Советот ќе биде принуден излезот да го бара во одржување на онлайн седницата преку одржување на онлайн седница. Тогаш можеме и ние да ги превземеме тие онлайн седници и како и сите други да ве реемитуваме како што тоа го правиме. Ја би сакал во што поголем број, мислам да биде задоволен интересот на јавноста, односно на новинарите и што поголем број да може да се вклучат на самата седница, односно да ја следат, не да се вклучат. Имаше написи и дека имате сепак политички притисоци во однос на имињата на кандидатите за обвинители и дека токму затоа трае толку долго нивниот избор и какви обвинители ќе се изберат, колку зависи од потребите на политиката, колку вие цврсто ќе стоите на ставот дека тие треба да бидат независни. Па политички притисоци досега немало. Мислам, ја лично за себе можем да кажам дека никој не ми се јавил во ниту еден правец дали да се гласа за овој или за друг кандидат. Нема многу обвинители избрано и во другите обвинителства, например Куманово, Покрива и Свети Николе и Пробиштип или други Крива Паланка. Зошто и тие обвинители се уште не се избрани? Па, за жал немаме доволно кандидати за јавни обвинители. Немаме доволен број на продукција досега на кадри од Академијата за суди и јавни обвинители. Во последно време мислам се иде кон удоволување на нашите барања, па последната генерација која што поседува
посетува академијата, мислам дека кандидати за јавни обвинители се околу 30 мина. Очекуваме уште и упис на уште 30 кандидати за јавни обвинители, односно во наредните 2-3 години очекуваме да имаме 60 кандидати за јавни обвинители, со што мислам дека до некаде ќе ги задоволиме потребите од јавно-обвинителски кадар во државава. Факт е дека во моментов дека недостасуваат голем број на јавни обвинители. Еве согласно систематизацијата која што ја утврди Советот, во државата треба функцијата да ја обавуваат 262 јавни обвинители, зборам за сите нивоа, а во моментот јавни обвинители што ја обуваат функцијата имаме околу 180. Значи, недостасува една голема бројка од 80 и повеќе јавни обвинители, што секако е хендикеп и влијае врз ефикасноста на самото јавно обвинителство. СДК објави дека членовите на Советот на јавни обвинители си договараат измена на правилникот за плати за да добиваат и додатоци, врз основа на кој пропис ова ќе го направите и некако ми личите многу ажурни како обвинители кога станува збор за парите. Кога станува збор за парите не сме воопшто ажурни. Веќе 2 години таков додаток добиваат и судиите, јавните обвинители и членовите на Судскиот совет, додека само членовите на Обвинителскиот совет не добиваат таков додаток. Ние имаме правна основа да бараме и за членовите на Советот да се додели таков додаток. Прописите кои што регулираат оваа материја, како за Судскиот совет, така и за Обвинителскиот совет се идентични и можете да ги погледате и законите за плати на членовите на Советот на јавни обвинители и на Судскиот совет, ќе видите дека во се идентични. Мислам дека и неправедно е доколку сите земаат такви додатоци, само членовите на Советот на јавни обвинители да не земаат такви додатоци. И за крај се оди кон прочистување на судството, очигледно и обвинителството, меѓутоа дали е тоа само на хартија и колку на вистина ќе се вашите колеги кои не заслужуваат да бидат обвинители ќе останат без функции или ќе биде само некаква си политичка пресметка? Верувате ли во реално прочистување во вашата фела? Па, ја верувам во објективност на јавните обвинители, дека ќе се поведат дисциплински постапки таму каде што има основ за поведување. И тоа е потребно секако во секој случај кога ќе се забележи неажурно или незаконито постапување, тоа и да се направи. Така ќе се зголеми и одговорноста на самите јавни обвинители и може би ќе дојде и до подобрување во некој сегмент, во некој процент, мислам, во ефикасноста на работењето. Меѓутоа, генерално ефикасноста на работењето може да ја зголеми само пополнувањето со јавно-обвинителски кадар на слободните јавно-обвинителски места, со подобрување на просторните услови, на кадровските услови, на административниот персонал, формирањето на истражни центри, а водењето на дисциплинска постапка, односно кај оние јавни обвинители кои ќе се забележи неажурно и незаконито постапување, да биде во насока на поголема нивна одговорност при обавување на самата функција. Ова беше образложението на обвинител Тацо Колевски, кој што еве во одбрана на работата на Советот зборуваше за тоа дека тие немаат сила да поднесуваат дисциплински мерки, туку тоа е во рацете на републичкиот обвинител или висшите обвинителства. Меѓутоа, Калеџие, вашето искуство генерално и како некогашен член на оној Совет за реформи во судството, непостоење на независно тело кое што всушност ќе ги врши оценките еве и на обвинителите, тие ќе се оценуваат по хиерархија и се оценуваат по хиерархија и новиот закон не донесе промена во однос на тоа како ќе бидат оценувани. Искрено да ви кажам, овој модел што се пласира за Централна и Источна Европа со големи овластувања на наводно независни самоуправни тела не се покажа ефикасен.
и не би го препорачал обвинителскиот совет да појде сега со поголеми, не знам, овластувања да разрешува обвинители како тоа што се прави со судиите. Бидејќи сум кажал повеќе пати, во суштина тоа е сериозен притисок врз судството. Особено во ситуација каде што имате еден притисок на политичката елита, на медиумите и на јавноста да се завршат некои предмети или да се осудат некои наводно познати криминалци или луѓе што се осомничени за криминал, па и за посериозни форми на заробена држава, овие што ги имаме со СЈО. Така што тоа прави многу голем притисок, не би го препорачал за обвинителството, но овие проблеми што ги имаат со долгите истраги и со ефикасното постапување може да се разреши на други начини. Например, оставштина од поранешното етатистичко пристапување кон кривичните предмети, да обвинителите и судот имаат голема автономија во и тие да го расчистуваат криминалот. И за тоа имаат големи алатки, па и таму овие инструктивни рокови кои што не се почитуваат. Новиот концепт форсира фер судење и човекови права и во модерните демократии, особено во некои развиени држави како Холандија, имате рокови. Ако за 2 години не се заврши истрагата, врз основа на барањата за разумен рок или брзо судење, се губи правото да се гони. Слични рокови имаат и многу држави во Соединетите американски држави. Така што треба да се бара начин на низ елементи на фер судење, странките да може да оспоруваат, евентуално да има можеби поголеми овластувања повисокиот обвинител. Кај нас многу лесно би се решиле многу проблеми во обвинителството, ако еден ден навистина се решиме да го напуштиме политизираниот избор на првиот човек, бидејќи хиерархијата за џабе не имаме избори од независно тело, кој што и тоа има проблеми со независност кој судскиот совет, ако таму првиот човек е практично поставен на владата. И затоа сме укажувале подолго време и мислам дека е време сериозно да се позабавиме со ова прашање. Така што мислам дека има можности со воведување на процесни рокови, со можности за да речам интервенции на повисоките обвинители или на судот. Значи судот би можел евентуално да најде дека се злоупотребени постапките. Мене ми мириса дека ова баш се однесува и на некои долги истраги од специјалното обвинителство, особено некои што беа спорни отворени. Да, кажи на империја. Ја повеќе пати сум кажал и за империја, едноставно злоупотребата на постапката во тој случај, заедно со долгото војање на постапката, укажува дека обвинителството практично на некој начин ја злоупотребува постапката и не е логично луѓе да бидат под притисок со замрзнати имоти, со притварање, особено не со рекетирање, подолго време, практично се предмет на политички и правни злоупотреби, од кои што видовте се докажа дека одговараше и Катецена. Да, ќе зборуваме и за начинот на кој што беа спроведени последните апсења и притвори. Меѓутоа, Петровска, вие сами кажавте дека предметите од СЈО само 3 се завршени. Калеџиев зборува за тоа дека пак одолговлекувањето на постапките прави притисок и кон оние што се можеби дел од таа истрага, но и можност за политизирање на самата истрага и по потреба, според мене пак, да се извлечат во кој момент кој ќе биде приведен. Оваа година е година на избори, па можеби ќе видиме и повеќе постапки завршени или повеќе притвори заради можеби политички цели. Јас се надевам дека ќе грешам, меѓутоа многу често се случува кај нас и во претходната власт и сега да се користат ова одговлекување на истраги и во одреден момент кога ќе им треба заради политички поени, тогаш да ги спроведат. Впрочем, да, не би можела да ве негирам во овој дел од констатацијата. Се случувало помно и уште почесто, не дека не се случува се уште. Ќе ви исправам само во поглед на завршените предмети, 3 истраги од 19 се процесирани, односно се завршени со обвинителни акти. Впрочем, и она што беше постапување во поглед на некои од предметите, ако кога беа изречени мерки притвор, гледате и сами некогаш се случува многу згодно да се случат овие действија во постапките наспроти сите општествени контексти и случувања во државата.
Јошевска, во однос на работата на обвинителите и самите процесуирања, еве и од предмети од специјалното обвинителство, имате ли какво е вашето чувство во однос на тоа дали во оваа држава никако да сопре покренувањето на или процесуирањето на истрагите визави политиката, да немаме чувство вака како што ја заклучувам дека по потреба се отвараат големи процеси или по потреба се вршат процесуирање или притвори? Мене во принцип многу ми пречи кога зборуваме за институции, како што е суд, обвинителство, кога целокупните заклучоци за институциите ги влечеме само од овие медиумски експонирани предмети или од овие политички, да ги наречам, предмети кои се всушност многу мал процент од целокупната работа и на обвинителството и на судот. Иако јавноста, за жал, преку нив најчесто особено онаа јавност која нема допир со судството и со обвинителството, ја преку нив ги црпи своите перцепции за тоа дали ќе му верува или нема да му верува на судот. За жал, ова е само мала бројка, уште пострашни работи се случуваат во оние предмети кои не се медиумски експонирани. Ваму каде што е будно окото на јавноста, таму дури можам да кажам дека малце и се внимава, бидејќи се следат тие предмети ваму, а ние се соочуваме со граѓаните секој ден, или практичарите, тоа го работат секој ден. Но на прашањето дали се политички, мислам дека тоа нема да постои, нема да заврши. Мислам дека тоа не е, Македонија не е изолиран случај во врска со тоа, не дека е правилно, но се додека постои можност да се експлоатираат рокови кои не се стриктни, се додека има можност за штитење на определени однесувања и непокренување на одговорност, ќе се случува да биде и судството и обвинителството помагател или алатка за борба меѓу политичките опоненти. Професоре, со оглед на тоа што ваша специјалност е и кривично право, меѓутоа и човековите права. Ајде да кажеме да ги земеме за пример двата експонирани случаи, притворот на Урце Камчев и притворот на Сашо Мијалков. Самата јавност често притискаше зошто овие случаи нели немаат завршница. Меѓутоа начинот еве во случајот на пример на белешката од АНБ за Орце Камчев навистина е сега под лупа и на нас како новинари, како е направена, зошто е направена и зошто е дадена. И кога ние всушност ќе можеме да знаеме точно што се пишува во едни такви белешки, дали секој може да биде уапсен ако АНБ поднесе таква една белешка. Визави на тоа пак обвинителката Русковска бараше од АНБ доказ нели за бегството на така нареченото, да речем, бегство на Мијалков, меѓутоа не доби пак од нив службена белешка за такво нешто. И навистина овие два случаи, ако ги разгледуваме, имаме одредени контрадикторности за улогата на АНБ и белешките. Во случајите беше доста парадоксално што некои пропусти на власт уште од времето на бегството на Груевски и нерасчистеноста на тој случај прави сега во други случаи каде што има други обвинети притисок врз правосудните органи да има притвор, а ние знаеме дека меѓународните стандарди инсистираат на фер судење. Ја во друга прилика сум кажал дека и нормално е во нормални држави да имаме многу повеќе користење за гаранција, особено за луѓе што се вака имотни, а не да се остава впечаток дека се прават некакви злоупотреби, особено не на тајните служби, за политички злоупотреби. И во тој смисол гледаме дека во извештајот на Стейт Департмент експлицитно пишува нема политички процеси, меѓутоа морам да признам дека проблем е дефиниција што е политички процес и оние со настаните во собранието и сите овие пратештво против претходната елита или против бизнис елитата во крајна линија се во суштина политички процеси. Не знам дали наседна извршната власт, вклучително и премиерот со овие замки што му се приредени со тајните служби, или е нарочно порака да се покаже дека ние сме моќни и тајните служби што ги користиме за политички цели. Уште пред година дена кажав дека во суштина не сум задоволен од тоа како наводно успешната реформа е завршена, затоа што ние немавме јасен концепт
Како, по кој пат ќе ја деполитизираме тајната полиција да стане од партиска професионална служба. И таа, за жал, се потврди дека сме право, дека првите индици што сега ги добивме се на линија дека се злоупотребени. Прво, при законитоста на лишување слобода, значи имаме доста контроверзи зошто е таргетиран еден осомничен за дела за кој што не работи тајната служба, бидејќи криминалот за кој што е осомничен камчен за плацовите наводно нема врска со дела против државата. Па тука се злоупотребува притисок врз обвинителката да се ако тајната служба има податоци, таа благовремено треба да ги даде на јавната безбедност. Да, тука беше проблем дали е дадена на обвинителката. Обвинителот и судот во растретена атмосфера да одлучат дали има потреба од притвор, бидејќи и така имаме во општата атмосфера една тешка одлука на судиите заради претходните бегства, заради целиот притисок дека луѓето се криминалци и слично, да донесе одлука што од него ја бара уствари меѓународното право, ако не мора да не биде во притвор. И сега во конкретниот случај уште подалеку отидено, без да се консултира обвинителството, е извршено приведување или лишување од слобода и обвинителката е дојдена пред свршен чин. Не сакам да морам да признам дека, иако се зборува дека со независноста наводно у Стейт департментот на предната, толков е голем притисокот. Не би сакал да сум на местото ни на обвинителот, ни на судијата во дадениот случај. Врз нив има огромен притисок, тоа не е прв пат, го имало и порано, го имаше и претходниот режим. Меѓутоа, ние мора да направиме исчекор. Обвинителите мора да гарантираат законитост и контрола врз работата на полиција, а судот и врз полицијата и обвинителите. Сакав се да додајте нас нешто. немаме можност, јас тоа го напишав пред 2-3 дена на Facebook. Најстрашното исклучи дека нешто што е проблема што е злоупотребена можеби тајната полиција или дури нарочно што се пратени сигнали дека сме мокни и можеме што сакаме да направиме, бидејќи ако можат на Камчев, на овој, на оној да му направат на мокни луѓе, што останува за обичниот човек? Токму тоа ми беше прашањето. Јошевска, имате забелешка? Само на дополнување, значи во белешката кога што можевме да видиме од решението за притвор, лицето кое што е приведено во моментот, службената белешка го таргетира за претходен еден период. Значи можда недела или две претходно се споменува дека бил следен, а тој е дента приведен. Тоа е една работа, значи има некоја дискрепанца временска тука. Тоа е една работа. Втора работа, јас не се согласувам, се согласувам дека е огромен притисокот и на обвинителот и на судијата. Но кога предметот ќе стигне пред судија кој што по закон мора да одлучи дали во постапката која му претходела на лишувањето и за време на лишувањето се повредени човекови права, значи мора да биде гарант за тоа, тој мора да се стигне на тоа без оглед на било каков притисок. И вие можете ли да замислите судија кај нас, кога ќе му дојде ваков случај за определување на мерка притвор, да каже на обвинителот ова не е завршено како што треба, вие имате грешка, затоа што се јави грешка по друг член или по друг закон и така натаму, и овој човек сега ќе го пуштам, вие сработете подобро, па дојдете пак ако можете. Тоа не се случува. Значи не се случува тоа кај нас. Исто кој што не се случува да ги одбијат ПИМ мерките, нека слушаме дека нема едно решение за одбивање на ПИМ мерки, значи таа е една чудна симбиоза над која не може да се издигнат ниту судиите, ниту обвинители, значи симбиоза меѓу полиција, обвинителство и која е потребна, не со судиите, него обвинителство и полиција треба да имаат соработка, тоа е неспорно. Но секој мора да си ја знае својата задача во тој систем, а судиите на крај треба да бидат гарантот. И тие не можат да им биде страв да не го послушаат обвинителот, зашто инаку цар да биде. Така е. Значи, не често пати знае да биде слуга. Петровска, во однос на оваа дискусија, што е вашето мислење, затоа што видовме две постапки каде што имаше различно делување од страна на АНБ или тајната служба, како што вели Каладжиев, а во која што беше дискутабилна токму нивната улога во визави улогата на судијата и на обвинителот. Да, како што спомнавте веќе, навистина дискутабилна улогата на АНБ со оглед дека двата предмети беа диаметрално спротивни по однос на прибавувањето на информации од оваа служба. Дополнително што во законот кој што го уредува работењето на оваа служба е точно утврдено кога истата може
да следи и прибира информации и истите да ги споделува понатаму. Јас не сум експерт во оваа област, професорот навистина мислам дека би можел подобро да објасни, меѓутоа како што и самиот кажа, оваа агенција има можност да следи лица за кои што се претпоставува дека на некој начин се поврзани со некои безбедносни ризици или закани за националната безбедност на државата. Во случајот знаеме дека притворот беше побаран за еден од предметите, плацевите на водно, меѓутоа може би оцениле дека е некој ризик за национална безбедност надвор од ова. Не би можела со сигурност да констатирам било што. Да, ја немаме нови за ќе остане тајна белешката, меѓутоа еве пак од друга страна притворот на Мијалков кој што го немаше па се појави и кажа дека не бил во бегство. Мислам дека навистина би било тешко за еден обвинител да не побара потоа притвор во затвор, туку да остане на идејата за куќен притвор. Во однос... Многу би сакал да бидам што ни фали нас у Македонија. Не сме навијачко и само делумно ги следиме за постапките. Од прилика гледаме дека има судење и што не се случува? Нас не се случува судењата, вака гледаме има судење, личи дека има права на одбраната и на крај многу работи за се протуркаат на мускули. Наместо во правна процедура да се докаже во јавна постапка со контрадикторна расправа дека некој виновен, вие сега судиите во ваква положба каква што се, којето е судија што нема да определи притвор или што ќе го ослободи Мијалков. Тие се осуди, ајде сега да не ги бранам или да не ги жалам. Меѓутоа, тој што бил некојаш цар, кој ќе дојде во ваква позиција, покажува колку е се ранливо. Утре ќе биде друг. Што е идејата? Идејата е правните процедури да дават гаранции политиката да нема влијание. Во аргументацијата да се одвива слободно борбата на аргументи и на докази меѓу обвинителството и одбраната пред независен суд. Одбраната практично кај нас е украс, да не речам. Еве, адвокати да не кажат во колку случаи имале вистина можност да... Разбирате, сега гледате една ситуација, судиите не се во можност да се ја завршат функцијата, да одлучат непристрасно. Адвокатите се искаше како украс. Дали зборувате, например, ако... Ја не би сакал сега да се наместат во случајот Трезор може би има вештачење од браната, а обвинителството не побара вештачење во однос на тоа. Зборувате за таков тип на судирна аргументи, каде што и одбраната може да поднесе вештачење кој што ќе биде прифатено или пак дали има таков проблем? Има проблем, има и процесен проблем. Тука треба да се менува и законот околу вештачењето што може да ги предлага одбраната и како тоа се одвива во рамки на главна расправа. Но сакав да кажам, статистиките кажуваат колку сега да не се деградираме и самата да кажувам за адвокатурата, но сепак сме потребни во постапките како бранители на правата на обвинетите, но успешноста на тоа ја говори статистиката. Например, денеска читав, последниот извештај од обвинителство е за 2019 година. Тие имаат успешност, значи осудителни пресуди во 92%. Ке притворите се уште поголеми процентите кога побарале и добиле. За ПИ мерките слушнавме пред некој ден дека се 100%. Тоа кажува колку адвокатите се слушаат во рамките на судовите, колку имаат можност да пласираат аргументи кои што судиите реално ќе ги проценат и ќе бидат ставени во позиција да не гледаат како еднакви странки, обвинителите и адвокатите, и да имаме секаква еднаквост на оружјата. А законот, за жал, мора да се менува во рамките на тоа дека мора да дозволи на одбраната многу поголеми права или овластувања, а во исто време сите институции кои треба да помагаат, како што треба да им помагаат на обвинителите, треба да им помагаат и на адвокатите, а тоа не го прават. Во делот на истражувањето. Во делот на истражувањето. Петровска, во однос на овие прашања, дали ви имате конкретни податоци? Зборуваме за тоа дека се случува многу често и овие податоци што ги изнесе Јошевска, дека речиси секогаш обвинителот е во право, пресудите, процентот и ПИ мерките, користењето и слично. Колку адвокатите навистина во голем број случаи и покрај вештачењата што ги нудат или други аргументи не се ислушувани или не можат да превагнат. Јас тука не сакам да бидам јас судија, меѓутоа еве збориме за постапки кои што ги следи коалицијата барем. Апсолутно е во право колешката Јошовска, значи доминантна е примената на
на построгите мерки во случајов за обезбедување присуство, иако во изминатава година 2020, од она што со години нели го работиме и ги следиме постапките, констатиравме дека има благо ублажување, односно помала, полесна примена на мерката притвор, меѓутоа одразено, како што веќе испомна соговорниците, низ овие високо профилирани предмети имаме јасно креирана слика колку често се применува оваа мерка притвор. По однос на осудителните пресуди, мислам дека идентично не вреди ни да коментирам колку е голем процентот на осудителни пресуди. Меѓутоа, во поглед на еднаквоста на оружјето кое што беше спомнато и вештачењето, можам да издвојам само во овој момент еден од овие повисоко профилирани предмети, во кој што на еден од обвинетите му беше одземен мобилен телефон, мислам дека нели во рамки на самиот предмет кога почна од страна на јавното обвинителство и подоцна на истиот не му беше овозможено да направи вештачење на сопствениот телефон, бидејќи не беше во негов посед телефонот. Од тука и можноста да учествува во една контрадикторна постапка и да се спротивстави на она што обвинителството го тврди, е нормално со понизок степен на доказна моќ. Благодарам, Каладжиев. Еве, во однос на самите постапки, кога вака се случува во реалноста, во судството, нема промени очигледно во однос на процесите. Ја повторно ќе кажам и ќе се надоврзам тоа што Јошевска вели. Ние ги гледаме големите предмети, два капитални, да речеме се сега. Добро, тие си одразно. Да, Мијалков и Камчев, тие се во притвор, завршена е работата, сега што со останатото. Значи, дали мислите дека секогаш интенцијата да се сработат два битни предмети, се ова друго што го дискутираме и со што се соочуваат граѓаните ќе остане под тепих? Не, постојат друг вид на проблеми, се разбира одолговекувањето на постапките, не е само во овие големи случаи. Меѓутоа, во овие големи случаи постои, да речам, сензибилитет на јавноста и довербата на судството веројатно се гради врз овие случаи. Тие се од аспект на независноста и на политичките притисоци и најранливи. Во нормални случаи вие тоа го немате, таму има некои други, можеби коруптивни интереси од некој ситен вид, некои влијанија, од понизок ранг. Ние сме такво општество. Секој врти телефон и таму кај што не мора да заврти. Така се голем број луѓето научени. Мене друго ме загрижува за овие, што дури за овие големи случаи кај што има притисоци во Македонија во моментов, од аспект на она што го зборувавме на политичкиот притисок врз судиите, врз обвинителите и на вивачкиот приод кај јавноста, ние немаме ни сериозна обсервација правна на овие предмети. Нема дебата за тоа. Еве, ја би сакал да има, дали јас, дали било кој, да има во посебни емисии на вести во прилог, како што гледаме на американските емисии CNN и слично, од определени правни аналитичари да кажат кои се правните проблеми во некој случај, со што се соочува случајот од аспект на правните проблеми, одолжување оправдани, неоправдани, еднаквост на оружје и слично. За да ниту коалицијата ја учествува во нивните проекти, меѓутоа ние немаме ни капацитет, нити судскиот совет, никој било кој ги одлучува, дава оценка за тоа дали квалитетот и квантитетот на докази во постапката е задоволителен, особено во овие кои што се навивачки. Сега ќе речат го брана Мијалков, но овој предметот што сега ги следат завршните зборови, ја ги следам у суштина сите предмети на СЈО од почеток. Да, тоа знам дека ревносно го правите. Ако даде Господ и книга ќе напишам, ако ми фалат многу податоци, бидејќи многу податоци немам. Добро, за овој последниот предмет во завршени зборови? Ја не би сакал сега да сум на местото на обвинетите. Колку и да се мокни, во овој случај тие се де факто покажува кривичната постапка мора да се изведува со сите гаранции и кои се базираат и на независен суд, затоа што инаку би поменувале
недокажани осуди. Еве конкретно ние имаме сега за последниот случај за набавка на специјална опрема. Не во врска со преслушувањето. Ова е Фин Фишер. Фин Фишер, значи не е докажано конкретно штетата, тоа дури не е ни вештачено. Тама обвинението дека е направено со посредника, а не директно од фирмата и оштетена е државата, мисли че не за 800.000 евра. Сите докази се на база на предпоставки. Па тоа е редовно кај нас. Значи, Разумно сомневање што се знае дека кои се кумските врски меѓу иможните, уште од почеток што го знаеме од првите податоци кога почнаа Финзи Екс и кои не се отиде ни многу подалеку. Значи, дека има набавка, но штетата, вика, нема имало дистрибутер. Дистрибутер да има е нормална работа. Вие не можете ни лекови сега да купите директно, ни било што. Ниту, никој не гарантира дека ако сте пристапиле директно до произведувачот, дека ќе добиете пониска цена. И не е ни утврдена, да речем, цената. Сакам да кажам дека има многу предпоставки кои што не се докажани, а се темелат на влијание, што наводно Мијалков и Груевски, што е во бегство, го извршиле и злоупотребиле службената положба. А оние самото обвинителство тргнува од тоа дека тие по правило не ни вршеле јавни набавки. И сега тие што ги вршеле јавните набавки се наводно сведоци, за да ги наведат, да ги товарат овие. За нив се знае само дека се лошите и дека очигледно имале влијание. Меѓутоа, ниедно действие не покажува како е вршено влијанието и во крајна линија, ако имало влијание, па има правна квалификација за друго кривично дело. За тоа што скоро беше расправата за 353. Да, дали ќе се повлече. Уставниот суд убаво објаснил меѓу другото дека 353 е од секундарен карактер и општо дело. Ако имате незаконско влијание, тоа е друго дело, затоа што и едната од идеите беше да се проблематизира делово дека службените лица воопшто не учествуваат во процесот на јавни набавки. А ако има влијание, имаме 359, посебно кривично дело против законско влијание, ама со многу пониска казна. Така што еден куп имаме тука предпоставки, од кои што само се знае дека 20 браќа Стојковиќ биле роднини и дека наводно се знаело дека Сашо Мијалков бил реален корисник на услугата Фин Фишер. На некој од фирмите. Не, на фирмите кои што ја сервисирале услугата. Значи едноморена предпоставки кои што во нормален случај би имале проблем да поминат. А во едно навијачко, ја не би сакал сега во нашава држава со ваква навијачки пристап. Ако вака образложите, имате сериозен проблем за тоа дали имате услови за фер судење. Во развиените демократии, таму каде што има преголем притисок, или ако јавноста сервира на поротниците мислење за тоа кој е виновен, ние немаме во нашиот систем немаме одбранбен механизам како американците за поротниците. Ако имаат формирано мислење за кој е лош и каде има криминал, како што у суштина е кај нас примерот, да не можат да учествуваат во поротата и се испитуваат дали имаат формирано претходно мислење за настанот. Да, далеку сме од тој систем, само кратко дополнување на ова во однос на членот 353. Идејата беше дали ќе одговараат службените лица, еве како овој пример за набавката, или тоа ќе остане само на пониските и слично. Сакавте тука да дополните за да пуштиме. Имаше од еден професор од правен факултет интересна квалификација на членот 353, го викаше recycle bin одредба, демек што не знаеме каде ни го бутаме таму. За некои дела, како што кажува и професорот овдека, има действија кои што значат исполнување на кривично дело кое што си е сосема во понатамушните членови, не мора се да иде под тој 353 член. А ќе видиме Уставниот суд се уште нема заземена ставка однос на го отфрли? Да. Добре, и гледате се, и ке Бучковски го имаше ова. Логиката на целото кривично дело, зошто него сакам 353. А од друга страна не супани да се напушти скроз, бидејќи имаме многу дупки што нема да успеат да го покријат добар дел од неправото, кај што има навистина злоупотреби. Тука е навистина многу тешко да се заземе став кој што би бил исправен. Меѓутоа, што е проблемот? Се трга од тоа дека е лукративно делото, така и вика во обвинението. Лукративно дело да набави кори за на. Ама никај Бучковски за Тенковски дели, ни овде во случајот со Трезор или како се вика дело, ни во многу други предмети, има многу потешко или многу е тешко со текот на парите доследно да се покаже кој ги ставил парите од джеп. И најлесно што се утврдува е обратно, се инверзија штетата.
А штетата не е природно на овие дела. Која будала, Бучковски да е најголема будала или Мијалков, би направил намерно штета на органот што го води, бидејќи тоа е за него, а да нема корист. Тоа би било смрт за неговата политичка кариера, ако не кривично. Ме разбирате? Значи има една нелогика, ама се оди по линија на помал отпор и ова дело така кој што е срочено, наспротив неговата логика, одејќи по линијата на штета, прави полесен пристап до една осудителна осуда, брз основа на така едно познато е дека они биле пријатели, познато е дека овие биле роднини, а нему утврдени дејства на извршување дали било кој од овие обвинетите на конкретно лице на тој датум му рекол ќе набавиш ова и ова. Вклучително ниво олеснителниот случај со снимени разговори. За тоа не постојат ни снимени разговори. Не е финта сега ние, ако ги одредеме овие се црните овци и сега ќе ги нападнеме и ќе ги осудиме по секоја цена. Не, идејата е било кој од надвор да дојде и што не го познава тој што е таму, значи од надвор, од било која држава што не знае ништо за Македонија, која прочита, да го прочита целиот предмет, да добие впечаток дека надвор од разумно сомневање вие се сторители на кривично дело. Не само во овој предмет, во секој друг предмет. Ќе морам да ве прекинам, Петровска, не сме ве заборавиле, можеби и вие ги следите овие случувања, но се враќаме веднаш по рекламите и со темата која што исто така беше актуелна, разрешување на суди, дали и тие сега почнаа да се разрешуваат по потреба или во еден вистински процес. Се враќаме во студиото. Петровска, доколку сте со нас во однос на тоа дека беше многу актуелно како се разрешувани судиите, Маричич најави чистка во судството, меѓутоа она што го видовме и имаше дискусија на начинот на кој се спроведува чистката, дали тоа можеше да се случи порано за грешките на одредени суди или пак еве последен беше примерот со разрешувањето на Лаличич и начинот на кој што таа од судскиот совет доби црвен картон, еве да кажем, затоа што нема право на жалба на Врховен суд заради тоа што е покрената постапка поради коментар на Facebook за нејзе. Секако, значи, ова дека можеше да биде предмет на работа на судскиот совет, уште е многу предходно. Судскиот совет во изминативе 2-3 години само може да се евидентира како значително почна поинтензивно да работи и својата динамика да ја засилува во поглед на донесување на одлуки за разрешување. Само во 2020 година мислам дека отприлика 6 судии беа разрешени, а од јануари до сега, до април месец, имаме веќе 4 судии разрешени. И тоа да потенцирам, овие судии не се разрешени како резултат на новата методологија која што беше презентирана, а со која што би требало да се оценуваат судиите и врз основа на истата да се оценува работењето и квалитетот, туку како дел од редовното досегашно работење на судскиот совет. Од тука да, сметам дека ова можеше и претходно се разбира доколку имало основ за тоа. Знаеме дека некои постапки се покренати далеко пред да бидат донесени одлуките, значи не во тековната година, туку и претходно. Така што, она што беше најавувано како чистка и прочистување на судството во контекст на најавената методологија, се уште чекаме до прва да почне. Јошевска, во однос на разрешувањата беше симптоматично. Од една страна тоа се повеќето судии кои се најдоа во извештајот на СЈО и потоа превземен беше од страна на Стейт Департментот. Меѓутоа, пак ако ги слушаме судиите кои пак биле разрешени и процедурата според која се разрешени, се отвара дискусијата дали само заради тоа се разрешени затоа што се нашле во тој извештај и дали бидејќи не можеа да ги разрешат за нешто друго за кој што ги пишуваше СЈО, сега ги разрешуваат во една друга процедура. И па обратно е прашањето, зошто не би можеле да ги разрешат за нешто за што треба да бидат разрешени, туку ги разрешуваат за нешто што евентуално е полесно или може да помине. Значи до крај не ја знаеме ситуацијата. Околу тоа зошто во 2020 има повеќе разрешувања отколку во претходниот период. Мислам дека јавноста која што следи е јасно дека мора некои работи да узреат, да речеме. Значи постапките мора да бидат спроведени за кои што беа претходно покренати, мора да бидат спроведени со
закажувања, со можност за одбрана и така натаму, формирање на тие комисии, формирање на на судскиот совет во овој состав во кој што е, за да може да се спроведат тие разрешувања и така натаму. А по однос на конкретното разрешување беше многу симптоматично, затоа што ние како практичари сме присуствувале на многу судења на кои што адвокатите се казнувани, па ниту еден од тие судии до сега, ова беше за нас шок, затоа што никогаш судија не бил разрешен заради казнување на адвокат, иако не може само да се каже во ситуацијата дека е само за казнување на адвокат, бидејќи тој адвокат е казнет надвор од главна расправа, значи не во суд, и во моментот кога е практично кога е донесено тоа решение, тој немал ни својство никакво во постапката. Но сепак впечатокот е дека да не бил овој судија, можеби немала да биде ваква казната. Од нас што сме секојдневно во судиите, тоа е впечатокот. Во судовите се зборува за тоа. И другиот аспект е што судијата не е правосилно решението кое што го донела судијата, а покрај тоа таа покренала граѓанска постапка во која ја докажала практично навредата, значи низ други постапки се остварила целта за која што или се поправила грешката која што веќе настанала, и ова некако доаѓа како непропорционално на сторената грешка. И само заради тоа тој несразмер помеѓу тоа што се случило да се пристапи кон најтешката дисциплинска мерка, наместо да се иде кон нешто полесно, дава сумнеш дека судијата е таргетирана, што не би требало да се го дозволи судскиот совет, па ќе видиме, бидејќи не е завршена постапката, ќе видиме како ќе се произнесе Врховниот суд. Во однос на ова што го спомна и Петровска, Маричич најави чистка во судството, меѓутоа имаше кажа и таа дека не според овој нов правилник на кој што треба и по кој што треба тие да бидат оценувани, дали сметате дека и ова разрешување се случува само заради тоа што можеби ненавремено покренале постапки за одредени судии кои што беа наведени во списокот на СОЕ, ние тоа го кажуваме и јавно мислење правевме емисии за тоа. Сум кажал повеќе пати, не сум поддржувач на приказната чистка во судството, тоа е притисок. Нека си прават оние чистки меѓу себе ако може за корупција и преку други органи. Судството да го остават со телата што го водат, да си има контролни судови повисоки, има судски совет. Не име на политичарите да прават чистка во судството и да на тој начин прават притисок врз судиите. Бидејќи судиите се престрашени. На Facebook пред некој ден напиша време да се направи нова анкета на ОПС или некој друг, истата што беше пред 10 години во времето на Маневски. Анонимна, нека си кажат судиите од каде навистина им доаѓаат притисоците и стравовите. Не да се интерпретира, да не кажува ни Маречиш, ни премиерот, ни Господ. Они нека си гледаат таму политичарите и нека си мислат зошто и не се откажа од притисоците врз судскиот совет, ништо не е променето. Точно се знае дека политиката кажува особено за претседателските места, кај што има востановено политички договори, па и политичка поделба. Поделбата, овој суд албански, овој македонски, тоа не е направено во судски совет. Добро, ги слушавме бомбите во однос на тоа. А се следи, што значи тоа? Тоа значи дека ништо не е сменето. И нека не раскажуваат приказки, нека не ја влошуваат состојбата во судството, наводно праење реформи. Нека си вршат таму работи, нека барат вакцини и нека учат добро владење. Со судството нека не се меша, тоа е посебна власт. Судството има начини, повисоки судови, само регулатива, вклучително и овие совети и слично. Они би работеле добро ако не се политичарите. Убеден сум во тоа. Дека целиот концепт се руши кога политичарите ќе замешаат прсти. Добро, и затоа овие извештаи на Стејт Департмент. И за крај, за да ве прашам сите тројца за најактуелниот случај, Петровска, не знам дали го следите овој случај кој што се отвори во однос на мафија, како што нарече ВМРО ДПМН, или пак двојник во однос на давањето на документи за државјани кои не биле од Македонија, кои се користат. Само да нотирам дека кога се работеше за еден човек од нашето секојдневие, Злате Стојановски, кога код правеше многу емисии дека му украден идентитетот, верувајте дека апсолутно, ама апсолутно никој не реагираше зашто на Злате Стојановски му е украден идентитетот и заврши невин во затвор, а сега се отвори една афера за која што ние зборувавме пред 3 години.
Да, верувам дека е така. Ние секако дека ги следиме сите актуелни, меѓутоа и редовни судски постапки во судовите, така што ќе очекуваме понатаму судска разрешница, односно влегување на овој предмет во суд. Каледжија, во однос на овие прашања, бидејќи се работи за загрозување на човекови права, затоа направив паралела. Ова што го зборев претходно, дека идејата на реформата е контролата врз полицијата да ја прави обвинителството. Полицијата, за мене, да се утврди важно. Со оглед на тоа што го чувме и од дописот на претходниот технички министер, дека се работело за случај што се работи наводно година-две, отприлика. Мене ме интересира од кој момент е известено обвинителството и дали обвинителството го дозирало кога ќе се отвори случајот и кога ќе се процесуира, или тоа го чувал ке себе министерот. Ако го чувал ке себе министерот и 2 години не го информирал обвинителството за ова, е сериозен проблем. И дека обвинителството било информирано, ама чекало да реши полицијата. Тоа е уште пострашен знак. Ние нарочно го развивавме овој концепт со истражни центри да го демонополизираме МВР. Па и делумно со давање на финансиска полиција, на царина, делови на истрагите на финансиско разузнавање. Премногу имавме монопол во МВР. А МВР нема тие, таму има повеќе од половина луѓе немаат ни криминалистичко ни правно образование. И затоа ни е важна контролата на обвинителите, колку и да се критикувани обвинителите и судиите, тие имаат една вродена почит кон законот. Или кон полицијата. Само за крај, Јошевска, сепак во организиран криминал постои оделение за следење на работата на полицијата. Да. По мене логично ќе беше организиран криминал, можеби да излезеше со информации за ова што се случувало. Не, тоа е само за злоупотреба. Кога не е за секој криминал на полицијата. Да, меѓутоа е злоупотреба на работата на тој што се... Не, се работи за случаи кај што има смртна тортура, за тој тип на злоупотреби, на спречување на тортура и ова. Не е тоа некоја внатрешна контрола во обвинителството визави корупција во полицијата. Не оди до таму, за жал. За жал, па добро. Треба, Јас можеби мислев дека треба така, меѓутоа еве зошто и во овој случај вие ги спомнавте и уште на почетокот и истражните центри, и истражителите и работата на обвинителството. Повторно ние секогаш идеме на релација овој пат опозицијска партија полиција, а не обвинителство и отварање на случај. Не, ова само уште еднаш покажува дека полицијата мора да биде опфатена заедно со обвинителството и со судството во тоа така наречено проветрување, да не го кажуваме така, но мора реформите да идат паралелно, бидејќи ако во полицијата не се расчисти со кадар кој е несоодветен, корумпиран и така натаму, тоа создава, продуцира документи, пријави и така натаму кои што се слеваат на обвинителството, кои што прават дополнителен притисок за да тој ги решава. Него треба од старт полицијата да биде таа која што стручно ќе постапува во истрагите и ќе има луѓе кои што истрагите ќе ги водат како што треба. А за конкретниот случај, колку знам, обвинителството знаело и имаше изјава дека истрагата траела повеќе од година дена. Значи, ако истрагата траела повеќе од година дена, вајде обвинителството знаело за тоа. Да, меѓутоа ете ние го гледаме министерот за внатрешни, Вилмак често ја гледаме, кај Јовевски, јас сакам да прашам. Добро, жив ли е човек? Да, ќе имаме интервју, се надевам идната недела со него за сите овие прашања. Петровска, ви благодарам што на Skype не придружувавте и ни одговаравте на прашањата и на вам, почитувани што бевте овде во студиото. Еве, овие се теми кои што постојано се навраќаме за жал и се неисцрпни. Ви благодарам и на вас за вниманието, останете на програмите на Телма.